Па како што кажавте, ова не е обична година, ова е 20 годишнина од постоење на Ероколедж, значи на 11 ноември, на денот на ослободување на градот, од 2003 основан Ероколедж. Така да ние веќе 20 години упишуваме, завршуваме студенти и можеме да кажеме дека во овие 20 години илјадници луѓе во градот работат со наши дипломи на разни професии, што ни чини огромна гордост и што е дел од планот, бидејќи ние не сме само образовна бизнис, некоја приватна установа, него сме и социјално одговорна установа. Ние го направивме она што беше невозможно, а тоа е Куманово да има високо образование. И мислам дека по тоа ќе останеме запамтени. Колку сме успеале и што сме успеале, едно беа нашите желби кои беа огромни. Ние почнавме со британско образование и сакавме да останеме центар за цела Македонија. Бевме до некаде спречени да го направиме тоа, бидејќи Македонија не беше спремна за такви работи. Денеска е малку поинаку, ама пред 20 години кога спомнавме дека ќе донесеме британско образование или дека воопшто ќе има приватно образование, се појави огромен отпор од страна и на институции, па и од јавност. Така да и до ден денеска, за жал, за приватни институции се мисли многу лошо. И тоа не само во високо образование. Генерално, бидејќи ние се уште после 30 години од осамостојување, ние размислуваме на социјалистички начин. Не дека на социјализмот му нешто било лошо, напротив. Јас би сакал да е социјализмот сега од југословенски модел да биде присутен, ама ние мора да работиме во едно обкружение кое се повеќе наликува на оној капиталистички модел од Западна Европа. На крајот на краиштата самата Европска унија форсира приватизација и форсира движење на пазарот. Пазарна економија без улога на приватни компании не може да се раздвижува. Така да јас и моите колеги кои ги има сега повеќе од 20, успеавме сепак во овие 20 години да покажеме дека му е местото и на приватно образование во Македонија. Иако мора да кажам дека сме многу нефер третирани од страна на институции од медиуми. Не од вас, но генерално медиумите, ако сака да кажат нешто лошо за образование, секојаш жртвено јагнење им биде некој од приватните, иако до сега праксата покажува во овие 20 години дека сите скандали беа повржани со државно образование. Од корупција, од подмитување, од давање на дипломи кои не се квалитетни, од немање на услови за работа, професори и така натаму. Веќе ги видите големите коруптивни скандали секојаш во државните институции, ама за тоа се молчи нормално, бидејќи тие се контролирани од партиите на власт. И се додека тие партии има толкова моќ, ние со таква една ситуација ќе бидеме ставени во ситуација во која сме. Но како и да е, и во една таква ситуација ние сме горди на она што го имаме постигнато. Многу сме благодарни на самите граѓани кои без разлика на сите тие интервенции од страна на Скопје беа решени да студират во Ероколедж. Сега сме во една сосема поинаква ситуација. Значи, најпрви треба да кажам дека ние упишуваме 20-та генерација за бизнис студии, бизнис администрација на прв и втор циклус, ама во исто време упишуваме и за лондонска диплома. Лондон Метрополитен Универзитет е наш партнер веќе неколку години. Имаме дипломирано околу 50 на студенти. Ова година ќе има специјална церемонија во Лондон на 4 декември, на која ќе идат доста наши студенти со нивни родители да ја добијат дипломата од Лондон Метрополитен за настава кој е изведувано во Македонија. Тоа е она што го прават грците веќе 50 години, значи они го прават тоа од крајот на 70-ти години. На нас ни е најпознат и најблизок Солун и Шефилд, каде што многу студенти наши отидоа таму за да земат претежна британска диплома. Лондон Метрополитен е државен универзитет. Значи во Велика Британија нема приватни, дури Оксфорд и Кембридж се државни. Така да ние сме горди на тоа што квалитетот на нашето образование го потврдува државен универзитет од Лондон. И на таков начин го овозможуваме на нашите студенти овде да студираат за програми за бизнис администрација. Од минатата година имаме Cyber Security, многу важна програма на прв и втор циклус. Од оваа година имаме и туризам,
и event management и music business, новиот курс кој јас приватно го сакам, бидејќи познато е дека се занимавав долго време пред или паралелно со мојот ангажман во образование и со културните работи, со културни збиднувања, да во Македонија донесеме конечно една академска програма за тоа како се води бизнис. Музик бизнис е лично моја интервенција и мислам дека ќе биде интересно за некои млади креативни луѓе кои сакаат да ја запознаат тајната на таа индустрија од страна на најдобрите луѓе од Лондон, кој е светски центар за култура и за музички бизнес. Тоа е во главном, новината е уште една која треба да ја спомнеме, дека од ова година Евроколедж има уште едно училиште, тоа е во Софија, ние отворивме заедно со партнери од Бугарија, Софија Метрополитен коледж, каде што бугарските студенти и студенти од Азија кои се спремни да дојдат во Бугарија, пред се од Кина и од Индија, ќе студираат за британска диплома, значи Лондон Метрополитен, ама под контрола на квалитет и организација на Евроколедж. Така да ние успеавме да направиме не само да се тргнеме од Куманово, да отидеме во Скопје со Скопје Метрополитен, него го преселивме делот од нашата академска понуда во Бугарија. Најново е што сега за тоа е заинтересирана и еден универзитет од Грузија, од Тбилиси. Така да тоа е еднината што ние ја гледаме надвор од Македонија во смисла на можности да ги прошириме нашите академски понуди на земји кои се и помногобројни и кои некако повеќе го ценат образование. Ние во Македонија сме сега во најниска фаза на вредност на образование. Значи, прво, културолошки гледано, сега е во мода да се збори дека образование не ти е потребно, што е една од најголеми глупости, што луѓето ќе ги чини живот. Значи, образованието не е вештина. Образованието не е идење кај мајстор да ти даде занает. Тоа го прават оние неформални школи. Образованието не е ни квалификација со која ти ќе добиеш знаење. Знаењето го има на интернет, не во школи. Образованието е потребно бидејќи образован човек мисли поинаку. Неговиот начин на размислување е појасен. Неговиот начин на размислување е по-критички настроен и кон општеството и кон реалноста. Значи, веднаш се приметува кога е некој образован или необразован по начинот на кој зборува. Како ја гледа реалноста, како чита вести, како размислува за некои работи. Необразовани луѓе со кои ние погледнете ги социјалните мрежи се преполни со необразовани луѓе и погледнете ги нивните коментари и вие нели треба да знаете дали се необразовани или необразовани по начинот на кој ги согледуваат работите од страна на култура, политика, било што, ќе видите дека се необразовани. Према тоа, образованието е клучен фактор за човек да размислува поинаку и да на таков начин се реализира себе си, без да биде под влијание на структури кои ќе го, нели, преку медиуми или на друг начин, стават во позиција да не мисли со своја глава. Иако, например, поедите од тоа, германците форсираат некои квалификации, дуално образование, средна школа и така натаму. Па да се запрашаме зошто германците го прават тоа. Зошто на германците не им одговара да има во Македонија високо образован кадар? Па што ми одговара да имаат луѓе кои ќе им работат во фабрики. Значи, зошто словенците не ги зимаат децата во високо образование, за да ги на некој начин доктринираат, за да можат да едноставно да ги имаат таму најдобрите студенти, за да би можеле да работат во нивна индустрија. Према тоа е се правено со дозвола на луѓето, со дозвола на владата, со подпишување на договори со Словенија за едни такви проекти, и ние тоа го гледаме некритички. Добар дел од медиуми исто го гледа некритички, не гледајќи дека на таков начин се подкопува иднината на државата. Ние не може да имаме силна држава ако немаме, или не може да влеземе во Европска унија, ама ако немаме образовани луѓе, Европска унија нема да не гледа како еднаков партнер. Тие проблеми и тоа негирање на образованието ќе бидат проблеми дури откако ќе влеземе во Европска унија. Ние ќе влеземе во Европска унија, ние ќе бидеме дел од Европа, ние ќе останеме поголем дел од луѓето овде, наспроти сите тврдења на оние будали од социјални мрежи дека
Само што не си сите отишле, па нема да се отидат сите. Најпаметните луѓе ќе останат во оваа држава за инает на оние кои се многу паметни на социјални мрежи, кои секако може да си отидат. И јас би на сите луѓе кои сидат од нашата држава би им дал забрана 20 години да не се враќаат. Бидејќи тоа е племенитоста на човек. Во моментот кога е потребно да државата да се даде поддршка, во овие тешки моменти, да се плука против оваа држава и да се плука против оваа земја и да се наоѓа убавото во Словенија и во Германија, кои се апсолутно катастрофални земји, значи дека немаш никаков чувство за твојата држава. На такви луѓе, после кои ќе отидат во Германија, и кои ќе почнат да бидат големи патриоти и да праќаат родолюбиви пораки за Македонија, треба да им се забрани да додат во Македонија. Македонија треба да остане оние кои сака да седат овде, кои се борат. Ние сме едни од тие. Гордо ќе ви кажам, 20 години седиме, без разлика на се, нудиме можност и за македонско образование, нудиме можност и за образование од странство и нема да си одиме од овде. Немаме дефинитивна бројка, але ние годишно запишуваме некаде од 100 до 150 луѓе, така да сами размислите колку е тоа бројка. Бидејќи сме ние помало училиште, нас не загрозува бројката на студенти. Бројката на студенти и одливот на студенти ги загрозува поголемите универзитети. Ќе ви кажам за пример, во 2023 имаше 25.000 матуранти, сега има околу 12, значи за 50% има помалку матуранти. И ако рачунате дека од тие неколку илјади одат во Словенија сега, ајде кажеме 2, 10.000 останува, 10.000 е само уписот на Кирил и Методи. Кирил и Методи има слободни места за 10.000 луѓе. А што останува за други 25 училишта, меѓу кои и државни. Така да, ние наскоро ќе мораме да се соочиме со потребата да увезуваме студенти. И да не бидеме толку хомофобични кон народи кои се спремни да доаѓаат, како например Индија. Сепак, они се 1,3 милиарда, они идат во Англија 20.000 секоја година, кај нас имаме проблем да ги донесеме бидејќи се на црна листа. Нашите министерства, не знам од која причина, ги рачунат за луѓе кои може да бидат потенцијални имигранти. Така да, сакаде неќе ние ќе мора да почнеме да доведуваме голема групација на странски студенти за да ги одржиме универзитетите во погон. Државата тоа секако ќе го направи скришом со разни акти. Тоа се прави во Штип имате 5.000 можеби турци. Сега го прават во Тетово, сега во Тетово се спреме една голема инвазија на студенти од Пакистан и од Бангладеш. Ама тоа ќе бидат владени програми. Приватните, ако сака да донесат странци, тогаш тие се непожелни. Што е покажува лицемерието на државата во односот кон приватните институции кој трае 20 години и кој не се менува. Првиот уписен рок веќе заврши, почнува вториот, третиот уписен последен рок може да трае тамо некаде зависно од интересот. Мислам дека до некаде крајот на октомври би требало да се завршат уписите. Нашата учебна година почнува на 2 октомври, понеделник. Лондон Метрополитен ќе почне на 15, тамо 2 недели после тоа, значи 17 октомври, а Софија Метрополитен ќе почне од февруари 24 година, од вториот семестр, бидејќи во британско образование може да се запишуваат и на семестри. Така е направено. Не само, односно има 2 пати во година упис, не само еднаш. Тоа е една од работите кои допрва треба да ги менуваме. Така да сме ние на 3 локации, доста сме успешни, имајќи во обзир дека имаме мал број на луѓе кои го поддржуваат администратори, али имаме голем број на професори. Дел од нашите професори се и од странство, веќе неколку години успешно работиме со професори кои се од Малезија, од Филипини, од Америка, од Англија и кои предаваат за диплома која ја дава Лондон. А пак повторувам, наставата се изведува на хибриден начин кај нас. Хибриден начин значи дека дел од наставата се изведува онлайн за професори кои се од странство, а дел се изведува со физичко присуство во просториите во Скопје.
имаме нови простори, веќе 2 години, ултрамодерни, веќе одржавме додела на дипломи, церемонија. Минатата година на церемонијата беше присутна и заменичката амбасадорка на Велика Британија. Имаме огромна поддршка од британската амбасада, бидејќи сме ние прва институција што имаме британско образование овде. И како такво го извезуваме веќе и во Бугарија. Се надеваме наскоро и во Грузија. Се видиме на церемонијата на 20 годишнина од самиот основањето на Ероколедж, на деното ослободување на Куманово. Сме во фаза кога ја спреаме таа церемонија, ама прво најпрвин треба да завршиме уписите.